Здраво на сите, добре дојдовте на мојот YouTube канал, добре дојдовте во уште едно моје ново видео. Изминативе неколку дена можам да кажам дека повторно размислував за целата оваа ситуација која што се уште трае, се уште е актуелна. Сите вие ми пишувавте еден куп пораки после второто видео, односно случајот со Цена Маџуни, меѓутоа овој пат сум задоволен и среќен бидејќи успеавме, односно успеав да ја доловам поентата. А успеавме заеднички да ја сватиме поентата, дека многу треба да внимаваме кога станува збор за донации, треба да внимаваме на кого донираме, односно оние што бараат донации ќе мораат да ја зборуваат вистината и нема ништо лошо или страшно во тоа. Веднаш сакам да кажам дека многу ми е жал што од другата страна, односно од редакцијата на Срце на дланка, добиваме само дрскост, добиваме само безобразлуки. Единствено кое што го пишува овие денови за оваа цела ситуација кој е Лазаров. Па еве вака јавно, ако ме гледате да се запознаеме, јас сум човекот кој што ги открива вашите измами, а вие сте луѓето кои што не сакате да дадете никакво објаснување за вашите измами, односно измамите кои што се случуваат на вашиот YouTube канал или на телевизијата на која што се емитувате. За жал, нема да можам да ги објавам сите приказни кои што ми ги напишавте во порака изминативе неколку дена, бидејќи ќе треба да го посветам каналот само за овие луѓе. Не сакам тоа да се случи, но оваа приказна денеска дефинитивно треба да биде објавена и тука ќе застанеме, а верувам дека и веќе се свати поентата. Меѓутоа денеска сакам да ја слушнете цела оваа приказна, бидејќи станува збор за приказна во која што детето кое што ќе го видите се вика Джемал Салиев, бил во СОС детско село, а во оваа приказна тој вели дека е малтретиран до степен во ситуација кога јадел, повратил и некој од СОС детско село го терал да јаде повраќаницата. Кога ќе ја слушнете целата негова изјава, верувајте ми дека ќе ви се створи сомнеш. И ако се професионалци од другата страна, во случајот воопшто не се професионалци, мислам на Срце на дланка, е наједноставно да се провери оваа приказна. Затоа и ми беше многу лесно да го завршам се она што ќе го видите вие денески и го завршив пред случајот со Цена Маџуни, меѓутоа сакав да поминат неколку дена за да го видите ова квалитетно. Во овој случај, кога некој ќе слушне од другата страна вакви обвинувања какви што вие ќе ги слушнете денеска, едноставно е да се јави веднаш од како ќе ги слушне, да се јави до СОС детско село, да види дали е таква ситуацијата и да добие одговор. Во денешното видео ќе видите изјава и од човек кој што 10 години работел во СОС детско село, кој што го познава лично Джемал Салиев. Исто така ќе видите и две изјави од Спасе и Јусуф, кои што го познаваат лично Джемал Салиев. Почнуваме. Во најавата на емисијата на Срце на дланка се вели дека Джемал Салиев е дете кое е оставено од своите 4 месеци во дом за деца без родители. Тој ги познава своите биолошки родители, меѓутоа не чувствува ништо кон нив. Вела дека неговиот живот е пекол. Джемал на вистина немал среќа во животот. Пеколно му било во домот за деца без родители, но како што велат според негови тврдења, најпеколни ќе му бидат 14 години поминати во институцијата, која на емисијата не ја кажуваат, а е СОС детско село. Според неговите тврдења, токму во СОС детско село е и малтретиран. Спиел под отворено небо. Храна знаел да не внесува и со недели поради што бил и принудуван да питачи. Во најавата дополнуваат дека во моментот најголем проблем е како ќе ја плати киријата од следниот месец. Доколку не ја плати, повторно ќе другарувал со парковите и мостовите. Како што слушнавте, Джемал Салиев е дете кое што го поминува својот дом во ваков тип на институции. Имено, Джемо не кажува за финансиите кои што ги добива од државата, односно 3000 евра. Во оваа ситуација е лага дека некогаш спиел на клупи, спиел во паркови. Меѓутоа, се она што сега ви го спомнав, ќе го расшириме во текот на оваа приказна и ќе ги коментираме сите овие ситуации. Во денешното видео ќе искористим и материјалот емисијата на Срце на дланка, бидејќи точно сакам да ви се долови неговото изјаснување, па потоа да ги слушнеме нели изјавите од оние што ги снимав. Джемо е навистина несрекно момче. Од 4 месеци наместо да носи радост во домот на родителите, тој е оставен на милост и немилост по домови и сиропиталишта. И можеби тој еден ден ќе разбере зошто го оставиле и му го уништиле животот, но никогаш нема да разбере зошто го создале и го принудиле да живее пеколен живот. Кога ќе ја слушнете вака најавата на самата емисија, веднаш нели добиваме лошо чувство, ни станува жал, а како новинар кој што ова го објавува на телевизија, доколку спомене дека поминува пекол низ овие институции, мораш да го провериш тоа, да се информираш, па потоа да го објавиш. Да видиме што вели потоа.
Од 4 месеци сум бил во битолски дом за новороденчиња. После тоа сум бил кај некое семејство ромско. Ме пратиле на 2 годинки во... На тоа и не се сеќаваш, премногу си бил мал, Да, на меѓутоа... тоа не се сеќам, али така као што ми збореле, по тоа јас така знам. И од 2 годинки до 16 почине мојот пекол. Ко мене ќе ме прашат какво е твоето детство, пише го 3 збора. Ја немам потреба, викам, своето детство 3 збора да го пишам, мене доволно ми е 1 збор. Да искористам, а да кажам све што треба за моето детство, тоа е пекол. Така да не изгледа све као што изгледа во ТВ екраните. Да изгледа се бајкасто, све глатко, све фино, се љубко љубезно, не изгледа. Кога пријателка од домот го пријави ова момче во срце на дланка, објаснувајќи ми дека траорни мигови цели 14 години преживувал незиниот пријател, не можев да претпоставам дека такво нешто ќе слушнам со ушите кога ќе ми ја раскажува својата приказна. Но од многуте неубави настани, тој одлучи да ми раскаже неколку, од кои јас, ако се вистините како што вели тој, се уште не можам да се соуземам. Ете така, последната реченица вели ако се вистините. Сакам да ви кажам дека Оливера е наставничка по македонски во Димитар Влахов. Таму учат многу деца кои што се токму од овие домови и токму го познаваат Джемал. Ако не си собратила една негова другарка, еве јас лично се искомуницирав со 20-тина луѓе кои што го познаваат Джемо во ситуацијава, нели, најчесто и не сакаат да зборуваат на овие теми бидејќи нели ме страф од камера, имаат трема, не сакаат јавно да се слуша нивното мислење, меѓутоа можам да ви потврдам од своите извори дека Джемо тоа што ќе го зборува во наредните неколку минути не е точно, односно ги преувеличува работите, а колку е лошо од страна на Оливера што го објавува ова и покрај тоа што вика во самата најава дали биле овие приказни вистинити. Зошто во оваа ситуација не се јавиш во СОС детско село, не истражиш малку повеќе и дознаеш дали овие приказни се вистинити, па потоа објавиш. За мене е тотално непрофесионално да ја склопиш приказната, да ја објавиш, а да имаш во најавата ако се вистинити. Во тој случај си сам на себе контрадикторен. Сега во продолжение ќе ја слушнеме и изјавата на Джемо, да видиме што трпел тој во СОС детско село. И многу интересно во целата емисија што СОС детско село не се спомнува никаде. Зошто? Не знам. И интересно е што доколку ја погледате целата емисија, многу делови се кратени. Дали можеби има некој со некого исконтактирано или во ситуацијава сака да објават приказната, а им е страв да ја спомнат институцијата, не знам. Меѓутоа за мене тоа е многу чудно. Еве ќе оставам тој дел, вие да го процените. А сега да видиме што ќе каже Джем. Ме банише ама со жешка вода. Да, и јас од страв, затоа што не знам што и беше, нервозна или па ја валјда да сум грешил. Сам се дереше на мене и ме банише со жешка. Значи, кога ќе се наполни болерот и вклучите до крај, тоа е вода која што не може човечко тело да издржи. Не може. Едноставно тоа е невозможно, но на жалост она тоа го направи. Да, и ја од страв не може да кажам дека мене ми се иде по голема нужда и јас треба да отидам, односно да ме префрли до тоа, само да се ја испразнам. Па се слушуваше тоа да мене, они тоа го велат дека јас сум имал психички проблеми, што мене лично не сматрам дека имам психички проблеми, за разлика тоа јас со терапија, кој што они ми ја даваа. Не можам да кажам ни давање, него више можам да кажам труење. Какви апчиња те дава? Па депагине, празине, респеридон, значи... Еве рецимо до оваа гледна точка 19 што ги имам и тие апчиња сега да ги пијам, би рекол окей. Но да ги пијам, као што сум ги пијал во прво одделение, да пиеш респеридон од 500 милиграма. На 7 години прво отделение таа количина, а ја можда, затоа што ја имам килажата многу мала за разлика од своите години. Ја имам 39 кила, а имам 19 години. Замислите тогаш колку сум имал години, а колку уште помалку кила сум имал. А респеридон од 500 милиграма, да не збориме за депагине. Ја идев, искрено да кажам, на школа натепан. Изнавикан, изнапцуен, изнамаван по 2-3 шамара, некад најло и повише дај. Некад не било шамар. Било чадорот,
по грпа. Така да и Аркада, ако сите ме прашуваат што те, ја викам, нешна шала на смен, викам од бикчиња, да, затоа што мене ми е глупо да им кажам ја дека мене мајката која што ме чувала ме има удрено. Како ме удри? Значи ја и Мартин, детето кој што заедно живеевме, ние се скокоткавме. И жената збореше со ќерка и од Германија. Незината биолошка ќерка збореше у Германија. И сега затоа што она не можеше да, нели, од нашето смење бучава да она комуницира, да, па не знам дали се може да каже, па можда сме сметали, али И не. пречела во разговор. Да. И имавме една као играчка као кукичка, онака ама дрвена, мислам од пластика или малце потврдо као пластика е, да, потврд материјал. И сакајќи она Мартин да го удри, Мартин се скри позади мене како иде овој се крие позади мене, значи да не кажем што за збор, и мавање директно, да. Како ова се дешава, јас само вака направив и ова го направив. Буквално и нозете ми се тресеа и од страв. Баш јадевме овој чигери, јас... Многу е чудно што во целата емисија се малку кратени деловите и токму вака завршува овој дел и некако не е целосен. Зошто се кратени, што е зборувано понатаму, нели не можеме да знаеме. Сега би сакал само на кратко да ги прокоментирам неговите обвинувања кои што се многу сериозни и пак ќе кажам, во оваа ситуација кога некој обвинува дека некое дете било труено во тие домови, како новинар мора да ги провериш или во ситуацијава доколку се точни да ги пријавиш. За такво нешто некој мора да одговара. По мои сознанија, тоа што го дознав изминативе неколку денови, токму овие деца секогаш имаат поддршка од доктор во тие ситуации. И овие лекови се секогаш испишани точно од стручно лице, а не се давани на своја рака од воспитувачите во домовите. Така да не знам колку милиграми му давале, дали му давале и зошто му давале, меѓутоа од мои сознанија е дека токму Джемо бил многу проблематично дете и во многу ситуации не ни можел сам да се смири и е носен токму на психијатар и не му се дава ни секогаш лекови, туку му е нудена и поддршка со зборење, но во многу ситуации е од негова страна и одбивана. А сега да ги видиме оние обвинувања за кои што дефинитивно го правам ова видео и најмногу внимание ми привлекува мен. Баш јадевме овој чигери, јас и девојчето Калдрија не ни се свиѓаше и не кевме да го јадеме едноставно и се валкавме онака и лажиците си ги мешавме околу ова. И она се случи да мене ми се згади и јас повратам. Значи, затоа што пробав и толку што ми стварно не беше убаво, стварно шалната не беше убаво. Ја повратив, значи во тањерот кај што е јадено, да. Значи, својата пробаќаница од страв сум морал да јадам. Мене толку што ми беше кад не можев ни да ја јадам. И не ни станав цела ног, седев ја на маса. Така правеа и со другите деца? Па, нажалост со сите. Ја знам лично девојче кој што вработена, значи во јогурт ставала мравки, значи мравки во јогурт. Или во млеко, значи во пијалоци ставала инсекти. Да би, значи, свесно го труе детево, за да не каже што она му прави на детето. Верувам дека сега сте и вие во бунило и јас лично кога ги слушнав овие обвинувања на почетокот, ова е стварно многу сериозно, поготово кога доаѓа дете од таква институција дека некој го терал да си ја јаде својата повраќаница. Сега, наједноставен процес во оваа ситуација дефинитивно да ги слушнеме другите страни. Во оваа ситуација мене ме понесе моментот каде што кажат дека буквално сите деца биле на ваков начин малтретирани. Добро, едноставно кога човек би размислил дека доколку е точно тоа, многу лесно тие информации ќе излезат во јавност и нема да биде првиот човек кој што ги зборува. Меѓутоа, ајде, реков, сепак морам да исконтактирам некого од СОС Детско село, да видиме дали нешто такво е чуено, дали поради ваква ситуација некој е казнет. Во ситуацијава ми кажа за Владо Караев, човек кој што 10 години бил во СОС Детско село, иако веќе неколку години не е дел од таму, точно го познава Джемо. Точно и го израснал Джемо и му ја познава неговата ситуација. Па да видиме во наредните неколку минути изјава токму од него. Господино Владо Караев, кажете ми за вас пред се, да им се представиме на нашите гледачи, која е вашата улога во СОС Детско село и потоа нели ќе ви поставиме неколку прашања поврзани со Джемел.
Вака, мојата улога Джемо. во СС детско село заврши пред повеќе години, можеби 5-6, работев таму скоро 10 години. Не бев во директна грижа со Джемо, но Джемо го знам од многу мало дете, така да толку сум запознаен со него. Во втората фаза, кога работев во процесот на деинституционализација, како еден од тимот одговорни за баш тој процес на затварање на домовите, префрлање на деца во мали групи домови, тогаш Джемо имаше трансфер од СОС детско село во 25 мај. бившо 25 мај, всушност установа за заживување на деца со воспитно-социјални проблеми. Причината детално не ја знам која е, ама самото име на установата деца со воспитно-социјални проблеми значи дека таму не може да се прилагоди кон тие услови во СОС детско село, иако знам дека тие услови за деца од овој тип се и тоа како добри во нашата држава. Во интервјуто кој што го даде тој за срце на дланка имаше сериозни обвинувања кон детско село, СОС детско село, дека е малтретиран, дека е тепан. Го опишува моментот дека има јаден од джигер, па го терале да се јаде и по враќаницата. И кога човек ќе ги слуша тие работи е навистина, не знам, грозно. Имате ли вие некакво искуство такво да се слушнале да му се случило на него или на некој друго дете? Јас не сум гледал на таа емисија, но што ги слушам овие зборови, мене ми е не можам да го замислам тоа, бидејќи доаѓам од таа установа, иако не сум веќе таму, се уште стојам позади тоа дека таа установа овозможува квалитетна грижа со сите можни грешки на професионалците кои што работат секојдневно. Така да такви работи не се возможни, особено што има системски начин институционален каде тоа да го пријави, каде да го докажи, има поддршка 24 часовна и тоа на повеќе нива. Не само од СОС мајка. Имате ли чуено? Има он пријавувано разни работи во животот и секоја работа што ќе ја пријави било кој не Джемо се од почетокот се сваќа сериозно, се пристапува сериозно, се разгледува што тоа е вистина. Така да се случува не само кај Джемо, кај и други деца од таа возраст кога знаат да изманипулираат, да побараат повеќе колку што им треба или ако се почувствуваат неправда, тогаш да направат драма од нешто. Вакво нешто, доколку се случите сериозно кривично дело и не би поминало туку така. Особено кога знаеме дека, барем јас знам, Джемо не е некој интровертен, срамежлив, повлечен и така натаму, него е наспроти бунтовен, екстровертен, па би рекол и доста асертивен, се грижи за себе и за својата благосостојба и он тоа би го кажал секаде. Особено што во СОС детско село или во било кој установи каде што сум соработувал директно или индиректно како консултант, постојано децата имаат едукација за заштита на себе, своите права, интегритет и така натаму. И точно знаат кај се обртат. Морам да ја прашам, бидејќи Джимо има TikTok, мислам тоа е сега и достапно социјална мрежа TikTok и можев да забележам дека се облекува со женска гардероба, се шминка. Кога тоа го гледа човек, може би си вели од страна дека тоа е причината поради која што е малтретиран. Вие го гледавте ли тоа пред вас, се облекуваше ли така, како тоа го доживеа неговите врстници? Јас не сум од таа генерација, TikTok не користам, може би така се облекува, он не го крие тоа, он така се облекува и во јавност, така се движи во социјалниот живот. За мене тоа не представува проблем, тоа е негов избор, ако него ме убаво така, ако му е лагодно окей. Дадена поддршка во однос на заштита во таква ситуација, што тоа значи како ризик во општество како нашево, така да се тоа останува за него, на него. Никогаш не е било забрането такво нешто, барем не, јас не сум сведочел на такво нешто. Никогаш не е бил од професионалци дискриминиран или различно третиран, напротив, бил апсолутно заштитен во тие кругови и во едната и во другата установа како индивидуа, без разлика како се облекувал. Сега, знае понекогаш да биде доста провокативен, ама тоа е оставам на неговиот стил на живење и возрастен човек и он може да се носи, предпоставувам, треба да се носи со дадените ситуации и со можните последици. Дали ова е прва ситуација во која што Джемо бара помош и јавно зборува за проблемите во СОС? Джемо барал помош и доста пати може да кажам дека апсолутно било право за разни ситуации, како и многу деца кога бараат одредени работи, се во право и ние сме биле секогаш отворени за разговор. Ја барал само кај вас таа помош или Не, дека било кога имал слобода, можам да кажам дека бил толку толериран и баш во фокусот на вниманието како сите други деца, од сите колеги,
не сум забележал било каков вид на злоупотреба од ова што што ми спомна пред малку, и тоа е за Сериозно мене. се, да. Тоа е сериозно обвинување, кривично дело за кое што се одговара во кривични закони. Да. А такво нешто не дошло до мене. Ако дошло до мене, познавајќи се самиот и знам која е мојата животна мисија, такво нешто не би поминало туку така. Верувам дека би биле за било кој. казнети. Не, тоа би било и апсолутно не само казните, него ќе имало последици по повеќе имена. Тој вели дека и сите деца биле така малтретирани, спасени потврди дека тоа не е така. Јас сум сигурен дека доколку сите деца би биле малтретирани, барем од некој ќе сте чуле таква нешто. Не, особено во последните години, во 25 мат, кога се направи тој процес на деинституционализација, а особено во детско село, можда повторам, не знам колку пати на годишно ниво не имаат можности со станоци за нивни потреби, едукација, за права, за социјални вештини, точно знаат кај е собрадата во дадена ситуација. Такво нешто до сега не би било толку ставено долго во потепих. Го видовме кажувањето на Владо Караев. Сега би сакал да ви кажам што ќе видите следно, каква е реалната приказна, а потоа ќе видиме секако и две изјави односно од негови пријатели Спасе и Јусуф, кој што едниот бил со него во 25 мај, а другиот го познава бидејќи бил во релација од СОС детско село. Во приказната која што ќе ја кажува Джемел во продолжение е од 2 години до својата 16-та година во СОС детско село, таму каде што кажува дека е малтретиран, дека е тепан, дека го терале нели да се јаде својата повраќаница. Потоа од 16-та година во приказната која што ќе ја кажува нема точно каде, меѓутоа оди во 25 мај. Ќе ви објаснам точно што значи зошто тој од СОС детско село оди во 25 мај. Од 25 мај тој кажува дека потоа оди кај неговата мајка 2 недели, а потоа останува на улица. Вистината е дека по заминувањето од 25 мај тој оди кај својата мајка, меѓутоа по заминувањето од својата мајка, како што тој самиот кажува во емисијата, ќе видите сега во продолжение дека таму не можел да се снајде, не му било убаво, оди и останува на улица. Буквално кажува дека питачи, а во самите најави на водителката се вели дека живеел под мостови и во паркови. Меѓутоа реалноста е дека по заминувањето од неговата мајка, тој живее кај некој си Димче во Железара, каде што плаќа кирија, но не тој, туку се уште СОС детско село. Тој во оваа приказна не ги спомнува и 3000 евра добиени од државата, кои што ги добива секое дете кое што е во СОС детско село и во некој од другите домови, како поддршка кога ќе излезе од неговиот дом. Ова го знам лично, бидејќи и за Неџат во ситуацијава јас лично тоа го бркам изминативе неколку месеци. Сега би сакал да ви кажам една многу битна информација, како уствари оди рангот на домовите за деца без родители во Македонија. Односно, домот кој што е највисоко рангиран има деца кои што се најпривилегирани. Тие деца секако ги добиваат 3000 евра како поддршка од државата. Вака оди. Првиот дом во Македонија кој што ги има најголемите привилегии, односно децата кои што се во тој дом ги имаат најголемите привилегии, е дефинитивно СОС детско село или деца што ги загубиле нивните родители. Токму овие деца имаат и свој буџет кој што може да си го трошат за самите себе си. Токму овие деца имаат многу бенефити од СОС детско село, односно плаќање на кирија по 18-та година, школување, поддршка и уште многу работи. Потоа е 11 октомври. Деца што ги имаат загубено своите родители или пак не се во можност да ги чуваат. 25 мај. Јавна установа, внимавајте, јавна установа за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение. На својата 16-та година, Джемел од СОС детско село оди во 25 мај, а самото име на институцијата ви кажува дека нешто тука не било во ред. Токму ова би требало да го истражи новинарката од Срце на дланки, да си каже зошто Джемел бил таму и дали се реални неговите обвинувања дека тој е во право, а некој друг не е. Потоа следува Ранка Миланова поправен дом и после тоа иде малолетничкиот затвор. Сите овие рангирања се битни заради тоа што доколку сте во СОС детско село, дефинитивно сигурно ги добивате оние 3000 евра. Во продолжение ќе видите сведоштво од негов другар како тој се однесувал кога ги добил парите и е многу дегутантно што во оваа емисија тој ниту ги спомнува парите, туку го снимаат видеото
во време кога се уште му се плаќа кирија, односно откако ги троши парите, а потоа е виден на TikTok како заминува за Германија. Сега, дали се ова што јас го тврдам е точно, ќе го процените вие по изјавите на другари кои што не го познаваат. Дали е точно дека Джемел е оставен на улица, дали е точно дека Джемел питачел и дали е точно дека Джемел никогаш немал поддршка. Туку спротивното не сакал никогаш да работи и во ситуацијава со сериозна манипулација и обвинување на институција доаѓа до донации. А се ова не е истражено од срце на дланка. Да видиме што кажува Джемел. Тогаш кога те малтретира и кога нормално како и секое дете си плачал, немаш Да, нито фала на Богу. кого да му се исплачеш? Немало, да. Јас често велам, ја кога плачам, не плачам, него се смеам. Да, више, например, кога се премногу смеам, тоа е знак дека ја уствари плачам. Ама не плачам у смисла да рикам и да плачам, него се смеам место да плачам. Па до ден денеска сум им луд. Ја, например, кога плачам, ја плачам и колнам. Пред сега колнам мајка ми, после татко ми, па после тетка ми, што мајка ми ја и кажала да не абортира, затоа што мајка ми сакала да абортира. Мислиш ли дека не си требало да се родиш подобар живот ке имаш? Па не, едноставно немаше да се родам и ќе ми беше многу полесно, што не би се родил. Него сега као роден и го поминувам сето тоа. Джемо во последните години често бил на улица, со месеци не избањат, со недели не нахранет. Знае да живее и само на вода, но не знае како ќе преживее кога ќе биде оставен сам на себе и повторно ќе мора да се врати на улиците и на парковите. Кога наполни 18 години, веројатно веќе немаат обврска кон вас? Да, нема обврска кон мене. Каде беше првиот ден после домот? Каде за? Отидов кај мајка ми. 2 недели бев кај мајка ми. Зашто не остана таму? Па не останав затоа што со мајка ми, пример, што викам 2-3 недели да останеш и не е више тоа, знаеш, одма и се дере, вика. Значи, како да кажам, осеќаш дека дека твојата родена мајка нема мајчинство во себе. Значи, мене мајка ми не ме гледа као мајка, него ме гледа као некој детенце кое што она го знае. Го познава, го знае, да. Од таму каде заврши и како дојде до тоа во паркови да спиеш? Дојде до тоа после Железара, кога завршив таму од кирија, више нема финансии, немав ништо. И тогаш ми се деси да тоа останам јас таму. Не им кажав јас дека сум више на прагот на улица. И кога више ја 2 недели седев таму и гладен све и кога осетив ја дека више баш тој ден не можам више без храна, дека јас ќе умрам од глад, ја едва значи стигнав со автобус таму, почна да ми се цел пат едва го издржав јас да не умрам значи сред автобус од глад да умрам. Едно девојче на поминување среќа што ме виде, ја едва собрав сила да кажам леп. Мисля да 3 збора и од 2 дистанца може да би рекол некој лесно, но кога ќе се соочиш со смртта и кога едва ќе скупиш ти сила да кажеш леп, тоа ќе сватиш дека тие 3 збора се, да, 3 букви се и како тешки. Дојдов при себе со тие 2 кришки, че мене не ме однесо на лекар, со брза помош, па да видат мене што ми е, како ми е, значи какво ми е здравственото стање. Они мене ме опратија во во психијатрија. Таму колку лежиш? Таму лежев 1 месец. 4 недели, Те тому испитуваа, што ти правеа? Не ми испитува, седев. Што се случува сега? Ми рече дека јас за некој ден сум буквално на улица. Да, па се дешава тоа што више договорот мене ми завршува на 29 сега април. Ја буквално 30 април сум на улица. Жалосно, али реално. Нели го слушате, барем за мене со ова што го зборува некако ми нема,
крај непилог или поврзаност. Прво вели дека е оставен сам, потоа вели дека немало кој да се грижи, оставен на улица и потоа вели дека некој го однесол некаде во психијатрија. Кој го однел во психијатрија? Многу е сечена целата емисија и едноставно не се доловува ништо кое што сака да се објасни, ништо кое што треба да се објасни. Ситуацијата ви ја објаснив. Тој на својата 18 година, од 25 мај, оди кај неговата мајка. Меѓутоа, потоа оди во Железара, а ова ќе го потврди и Спасе во интервјуто, каде што е точно и заштитен се уште од СОС детско село, плаќајќи ја неговата кирија. Во тие моменти тој ги добива тие 3000 евра како подршка, некаде околу тој период, меѓутоа во тој период тој имал и подршка и за храна. И во мојава глава едноставното прашање е и покрај цела оваа подршка зошто едноставно Джемо не работи. Тој вели дека физички не е јак. Тоа објаснување ќе го оставам вие да го процените. Меѓутоа, во целата оваа приказна Джемо се уште не кажува дека е во комуникација со неговиот татко кој што е во Германија. Дали има финансиска подршка од неговиот татко, не знаеме. Меѓутоа, по изјавата на Спасе, ќе видите дека токму луѓето од СОС детско село му имаат помагано да ги добие документите за да може да замине во Германија. Токму тоа го прави по снимањето на оваа емисија. Да видиме сега што има да каже Спасе, кој што неколку години бил во СОС детско село и го познава Джем. Се наоѓам моментално кај Спасе. Спасе, фала ти од срце што одвои неколку минути да одговориш на неколку прашања, бидејќи сметам дека луѓе кои што го познаваат Джемо, нели може да ни ја доловат малце повеќе приказната. Би сакал прво да те прашам, нели кој си ти, да ни се представиш и кога доаѓаш во детско село? Вака, јас сум Богоевски Спасе, на мои 15 години ги загубувам моите родители, живеев во Марино и значи старателството го зема државата на мене и ме сместува во детско село и таму живеам од моите 15 години. Така. После тоа што се случува, да до која година живееш во детско село и каде? Вака, значи јас до моите 17 години живеев во детското село, тоа е сместено во Ченто. После тоа на мои 16-17 Фактички од 15 до твоја 17 живееш во детско село. Да, добро, до 17-та. Од 17 до 19 живеев во младинска заедница која што е у склоп на детско село, само што има 4 различни куќи. Да, се наоѓа каде? Во Железара. Добро, во Железара. Да. Каде го запознаваш Джемо? Јас го запознав Джемо кога стигна во Железара, во младинската заедница. Значи тука имаше една куќа во Железара што издаваше соби. Човекот се вика Димче и он седеше тука под кирија. Така. Да. Тој тоа го каже и во самата приказна дека живеел таму под кирија и според него доаѓа во ситуација каде во која што нема пари да си плати кирија, нема што да јаде, кажува дека има некоја ситуација во која што е 2 изустил 3 букви леп. Имаш ли некоја информација, кажи ми дали е тоа точно? Јас значи колку што бев во младинската, колку што сум го гледал Джемо, јас уствари таму го запознав Джемо. Значи Джемо доаѓаше уствари не за муабет, туку тој доаѓаше да земе храна. Доаѓаше 100% сум сигурен дека детско село му плаќаше кирија, ради тоа што он не работеше. Не дека не беше способен да работи, туку он едноставно не сакаше, по мое, да работи. Чекамо да сега, тој вели дека си плаќал кирија сам. Брат, јас 100% сум сигурен дека детско село Значи плаќа. детско село му покривало во тој момент се уште кирија. На него и претпоставувам 18-19 години. Па толку. А спомни нешто за храна кај вас? Да, значи моите претпоставени увек му пакува, носеше дали пластично или ние ќе му спакувавме нешто, па он ќе го вратеше да се измие тоа, разбираш, за да има пак да му се даде. Така, значи сепак имал некаква помош. Да, не многу бил голема сам. помош имаше од детско село што се тиче храна Така. и кирија. Има ли работено некогаш нешто? Колку што јас знам, не. Увек доаѓаше тука, не дека не беше способен, пак ја кажам, него не сака. Кажи ми за твоето искуство во детско село, бидејќи ако е точно тоа што тој го тврди, не знам, некој треба да си ги превземе работите, вели дека е малтретиран, дека е тепан, дури по неговите зборови дека го терале да си јаде повраќаницата. И вели дека секој дете што било во детско село е малтретиран. Јас од кога сум дојден таму и колку што ги знам старите деца што биле што се веќе возрастни, што нели работат и се, по што ми кажувале и луѓе и деца, таква случка немала. Јас исто не сум доживел ништо лошо, значи јас пак ја кажам дојдов на 15 години,
Не можев да се навикнам, не ни пробував да се навикнам од детско село, пошто едноставно мечтаев по семејство, сакав свој дом и многу чудно ми беше да се навикнам таму, исто ќе ти кажам, пак не ни пробував да се навикнам, ама ете, живеев Меѓутоа не си го малтретиран, мене тоа Не. У никој Се случај, надевам дека биле добри. имав добра комуникација со вработените, со згрижувачката, после кога премина ваму во Железара, исто повозрасен, позрел малце. Не помагаат ли после завршувањето на 18 Да, година? значи слушате? имаме склучено договор, тој се вика ППНЖ, и они се уште по 19 години или по завршување на средно, они стојат за нас. У смисла документи еве за оваа стипендија што треба да ја земеме, за парите од 3000 евро од државата. Значи пак се тука, се слушаме нормално. Тие 3000 евра, бидејќи знам за какви пари збориш, бидејќи неџат тие пари треба да ги добие, ги има ли добиено Джемо? Не сум сигурен. Не знаеш. Не сум сигурен. Така, кажи ми уште една информација имам дека сепак тој е во комуникација со татко му и дали пред емисијата или после заминува за Германија, Да. токму Да. дали е тоа точно? Да, знам дека има отидено во Германија и тоа сум 100% сигурен дека детско село, поточно предпоставено детско село, му има средно документи, у смисел му има помогнато, го има однесено. Јас знам кога дошол моментот кај нас дома, човекот го зема, го качил у кола и отиша да средат документи. Така, фала ти многу што одвои време и Фала и на вас што дојавте. што ни ги кажа сите овие работи. Откако го слушнавме целиот разговор со Спасе, јас кога разговарав со него некако се уште бев во бунило, бидејќи многу работи кои што Спасе ги кажува, тој не ги кажува емисијата. И тука Спасе ја потврдува онаа моја реченица во која што кажувам дека добил поддршка од својот татко. Инаку имам информации дека Джемал е гледан низ Скопје во ситуација во која што купувал нова гардероба, трошел и со самото тоа може да се потврди дека оние 3000 евра кои што ги спомнувам ги добил. Не велам дека тие пари може да му го сменат животот, меѓутоа во оваа ситуација би било многу фер тоа да го кажат, бидејќи тие пари ги добиваат токму поради СОС детско село, а во ситуацијава се оцрнува само нивното име. Сега, добивме изјава од Спасе, добивме изјава од Владо, тие некако ни ја доловија целата приказна кога станува збор СОС детско село и делот кога живеел во Железара. Меѓутоа се уште немаме ништо слушнато за делот во 25 мај. Тие 2 години кога живее таму Джемо, дом каде што е однесен поради недолично однесување во СОС детско село. Ова работа тоа исто така не ја кажува во емисијата. Сега ќе разговараме со Јусуф, дечко кој што е малку повозрасен од Джемо, дечко кој што го познава и него го прашавме за ситуацијата со парите. Исто така тој ни потврдува дека е ученик на Оливера од Срце на Дланка и тука ќе се постави повторно истото прашање. Зошто? Ако Оливера му предавала на него, а и на многу деца кои што го познаваат Джемо, не сакала да истражи. Да видиме што кажува Јусуф. Јусуф, здраво. Здраво. Фала ти многу што одвои малку време да Фала поразговараме со тебе за Джемо. Ти си дете кое што го поминало две години си поминал во Не по до 2. во 25 мај, па би сакал чисто да ни одговориш неколку прашања поврзани со Джемо и искуството твое со Джемо. Ти беше таму со него. Кажи ми каква ви беше релацијата и дали е вистина дека тој бил малтретиран, дека доживувал такви ситуации во домовите? Баш напротив, васпитачите секогаш покажува љубов, разбирање, према сите беа окей, без никаков проблем. Мислам дека се си беше Имаш ли видено, кажи ми, некоја ситуација, бидејќи сепак си поминал време ти таму со Джемо? Да биде нападнат или да биде малтретиран? А не, никој го нема нападнато, никој беше голем провокатор, ама ние секогаш бевме трпеливи, разбирливи, пошто бевме постари од него пред искачање и никој не сакаше проблем да се има, пошто си го тера животот посебно понатаму. Да, интересно е што со Владо разговаравме и тој ни спомна дека знаел да провоцира, а јас успеав да видам и слики на TikTok дека се облака како жена. Се облагаше ли како жена? Да, исто и го имавме упоменато. Ние немавме проблем со него никаков, но му кажав, ќе те замолам Джемо, затоа ти дававме посебна просторија за ти како сакаш да се чувствуваш, но ние тоа да не го гледаме. Чекај, посебна просторија, што значи тоа, објасни ми? Па јас имам посебна соба кој што другите си има двајца по тројца спие у една соба. Ти беше јас... сам во соба? Да, ја бев сам. Добро. Мојата соба му ја давав на На Джемо. Зошто? поради тоа што за да биде сам и да биде опуштен, да нема потреба со други да се стиска и да се страми. Кажи ми интересира дали ти ги имаш добиено тие 3000 евра кои што ги дава државата откако ќе заврши нели вашиот договор или како и да е процесот? Да, ги имам добиено.
Да? Имаш ли некаква информација дали Джемо ги има тие 3000 евра добива? Па не можам да кажам точно да, ама мислам дека ги има добиено, пошто сите под засука ги земаме. Би требало да му ги дадат, пошто беше со СОС кај нас и затоа... Така, на колку години се добиваат тие пари? На Па- колку години треба да ги земеш или кај секој е различно или не? Па да, зависи кај секој е различно, ама од кога ќе излезеш или еден месец или пред да излезеш еден месец ќе ти ги пуштат или после од Добро, кога ќе меѓутоа тоа излезеш. значи 18 години, 19, Да. колку? Па на 18. Тој снима емисијата на 19 каде веќе вели дека е во тешка ситуација. Затоа ти го поставам тоа прашање. Не, пошто јас го гледав доаѓаше често кај у куќата кај што бевме заедно, дотеран со частни, со ташна, со нови панталони, женски, бузичка некоја, Чекај, тоа го прави од кога ги доби парите. од која ги доби парите, да, пошто претходно нема никаков буџетон од која излете беше кај мајка му. Значи, сепак се осетило некаква промена, сакаш да кажеш. Да. Во неговото не расположение туку едноставно Во неговиот изглед, во неговиот изглед. да. Ме интересира сега дали ја познаваш Оливера која што е водителка на Срце на дланка. Да, професорка по македонски, ме знае и она лично и многу добра професорка. Каде предава македонски? Во Димитар Вахов, кај што имам ја завршено. Ти предавала лично тебе? Да, ми предавала, сега не знам дали уште предава, но ми предаваше. Тоа е дека- пред 4 години. Така. Океј, а дали таа била информирана за Джемо во текот на тоа предавање, дали го познавала Джемо или нешто? Па мислам дека не, таа единствено што не знаеше мене и Мартин како деца од установа на згрижување на дом. Сметаш ли дека во оваа ситуација би можела да се јави барем на тебе за да се информира пред да го направи интервјуто или откако ги дознава сите овие грозни работи, нели, дека бил малтретиран, дека се јадел по враќаницата, барем да се информира со тебе дали е тоа така? Сметаш ли дека можела тоа да го направи? Па можела, пошто сме имале супер комуникација, нас многу сакаше она да ни помогне, исто не само на мене и на уште едно дете, Мартина на Киев, Аха. ама не знам зошто не прашава, зошто не истражувала преку нас него ли сама по своја волја. Така, уште едно последно прашање. Сметаш ли дека се ова што го кажува Джемо е вистина, бидејќи сепак кажува дека према сите деца се однесуваат така, малтретирајќи ги во домовите? Не, пошто јас кај што бев многу сум задоволен од тие што ми беа во куќата. Супер, до ден денес си се гледам, имам контакт и многу ми е мило и драго од кој излегов, пак си се гледам и слушам. Фала ти многу што одвои време денес. Фала и на тебе. Ни кажеш. Воред, уште ова сакам да ве прашам. Вели дека многу често завршувал на улица, питачел. Во емисијата, во најавата на водителката се кажува дека, нели, ако не плати кирија до 29 април, ќе заврши повторно на улица. По моите сознанија, Джемо до втората година нели вела дека е во Битола, потоа оди се сели во СОС детско село, па потоа во 25 мај до својата 18-та, па потоа оди да живее во Железара, место на кое што се уште СОС детско село му плаќа кирија. Можете ли да ни го објасните тој процес, зошто му плаќаат кирија се уште? Па тоа значи тоа зборува за толеранцијата и долгорочната поддршка од страна на СОС детско село кон Джемо, затоа што и покрај тоа што Джемо го менува начинот на згрижување, СОС детско село повторно го враќа назад во програмата за полнезависно живење, каде што му се пружи уште една можност да 3 години биде он обезбеден стамбено, да добива поддршка во наоѓање на вработување или завршување на своето образование. Така да он никош не бил оставен на улица. Можеби кога му завршил договорот со СОС детско село, веќе биде полнолетен, 20 години има он, тогаш Во тој момент има 19. Затоа ја прашам колку време трае таа програма. Таа програма трае 3 години во зависност од тоа дали корисникот ја ги почитува условите, да, по кои се потпишан договорот. Доколку ги почитува, он има апсолутно поддршка 3 години, доколку студира и повеќе. Можеби, бидејќи не сум запознаен со тој случај, можеби да се случило да не се испочитувал договорот, се прекинул од било кој причини договорот, можеби сам да сакал да го прекине договорот. Немам поима тука како е, затоа не сакам да навлегувам во тоа. Има кој да каже. Битно е дека доколку јас приметам било каква злоупотреба, сум приметил во живот, а сум реагирал, не би го оставил тоа по тепик без разлика за кое дете станува збор. Без разлика. И оваа работа би сакал да ни објасните околу средствата кои што државата ги дава на таквите деца, односно станува збор за 3000 евра. Дали Джемо ги има добиено тие пари? И тука не можам да кажам дали ги има добиено, само едно знам дека до сега ниту едно дете во мојата пракса од повеќе од 2 децении не се случило да му следуваат да не ги добило. Тоа е невозможно. Тие пари се добиваат на колку години? По завршување на грижата во установата добива околу 180.000 денари
Тоа мислам тука сум апсолутно сигурен, дури уште позадоволен од како видов дека не се даваат на рака или на сметка чисто парите, туку секој дете аплицира за во таа сума за она што сака да го набави, да биде во склад со некакви норми. Така да му следува доколку он паметно економски се грижи за себе и за своите средства. И тука сум на чисто, тоа е информација која лесно може да се провери. Така да оставам простор дека можеби се работи за не баш многу голема вистина. По сите овие тврдења од Јусуф, Владо, Спасе и сите мои информации, а верувајте ми дека и Неџад во оваа ситуација многу работи ми кажа. Инаку не сакав да земаме било каква изјава од Неџад, бидејќи не сакав да делува дека ќе го направиме ова и Неџад е твое дете или заедно сте во ова па сега лажете. Меѓутоа, со сите овие информации се доловува фактот дека станува збор за една голема манипулација. Во ситуацијава е злоупотребена сериозна институција која што има помогнато на многу деца во нашата држава. Факт е дека и во семејство со две деца може да излезе едно добро, а едно лошо. И факт е дека има многу деца кои што биле во СОС детско село или во другите споменати домови, па едноставно во животот не успеале и тргнале по лош пат, но е многу лошо во оваа ситуација некој да ги обвини за вакво нешто за кое што реално се лежи затвор, а вие како новинари тоа не го истражите. Јас тука ќе ја затворам цела оваа голгота со срце на дланка, бидејќи знам дека ја доловивме цела оваа работа, односно ја доловивме поентата и сите вие ќе внимавате. Понатаму ќе се потрудам да помогнам на некои семејства, ќе видиме во кој правец секако ќе се движам, меѓутоа ова истражувачко новинарство, да го наречеме, не е мојот дел и не би сакал да продолжам натаму. Ви благодарам за целата доверба, ви благодарам за сите коментари, и позитивни и негативни. Од негативните многу научив, позитивните многу ме мотивираа. Се надевам дека ќе го чујаме вашето мислење на денешната тема и ова видео. И сега го се гледаме во ново видео. Чао, чао! Јас сум бист, кога и да паднам јас се враќам као бист. Први сме на рангот, нема да е ладно.